Благодарам. Почитувани колеги, почитуван заменик министер, продолжуваме со театарот што се случува низ ова собрание, со кршење на сите процедури, кршење на деловникот, на уставот, злоупотреба на оваа комисија за европски прашања, која што стана единствена комисија во ова собрание, на која што се расправа за сите закони што доаѓаат во ова собрание, а кои што имаат сомнителна содржина. И оваа комисија стана единствена, овој председател позади мене стана единствен председател на сите комисии во ова собрание, затоа што ја презема улогата да биде главен координатор на сите комисии низ собрание и човекот што ќе ги спроведе најкриминалните закони да поминат низ оваа комисија. За тоа и за ова што го зборувам, имавме во текот на вчерашниот ден средба со пратениците од собранието на Австрија во рамки на групата за соработка со парламентот на Австрија, во кое што беа вчудено видени што се случува во ова собрание и како се води ова собрание и овие комисии од страна точно на председателот, а денес на средбата имаше и конкретно прашање околу кореспондентните табели и што има во тие табели, односно дека нема ништо, а ние расправаме за закони кои што сме ги усогласувале со европските директиви и регулативи. Понатак, околу овој закон што денес го расправаме, се изјасни и Уставниот суд и го поништи истиот овој член уште на 13.7. минатата година. И вие сега повторно тука пробувате и го туркате повторно истиот овој член, истиот овој закон преку оваа комисија, а Уставниот суд, оној исти Уставен суд кој што го наполнивте со партиски судии, истиот тој суд ви го поништи, затоа што не можат и тие да ги проголтаат овие криминали што ги правите и што сакате да ги протуркате тука низ собранието. А вие ги гласавте, ако се сеќавате, таму вие и вашата Добрила Кацарска. Затоа што сакате да воведете работна недела која што не можат да ја издржат работниците кои што треба да ја работат таа работна недела. Првично пробавте, односно владата проба преку пратениците, ги искористи пратениците да бидат подносители на овие закони. Јас жалам за тие колеги пратеници кои што мораа да бидат подписници на тие закони и да ги достават тука до собранието, но кога увидува дека во таа нивна намера не можат да поминат, сега повторно за да поминат се користи оваа комисија и сега не се подносители пратениците, сега се подносители министрите. Но никако да дојдиме подносител да биде тој што вистински стои позади овој проект, а тоа е Артан Груби и Димитар Ковачевски. Затоа што знаат дека еден ден ќе се одговара за ова. Ќе се одговара, да ме верувате дека ќе се одговара. Затоа ве користат и вас како пратеници, а ги користат и министрите да се предлагачи на вакви закони, за кога ќе дојде денот на одговорност, тие да се заштитени. Затоа што нив ги интересираат само парите што треба да се испумпаат. Парите што треба да им легнат на сметките, тоа ги интересира на нив. Одговорноста ќе ја префрлат на вас, на министрите. Го видовме вчера министерот Благој Бочварски ги образлагаше законите, но кога ги образлагаше, гласот му трепереше, а и рацете му се тресеа затоа што знае што има подпишано. Но знае дека мора да биде предлагач, затоа што некој така му кажал. Тој е свесен што подпишува, но морал да го подпиши тоа. Тоа се познава по говорот на тело што го имаше на говорницата. Така да
јас не знам и вие како пратеници, еве, наши колеги, како ќе ги гласате овие закони. Како ќе гласате нешто што немате видено. Како ќе ги гласате овие закони кои што се најголема државна тајна во Република Македонија, никој ги нема видено, а од тој договор кој што никој го нема видено, произлегуваат и овие закони кои што се спорни, вие ќе ги гласате, а договор немате видено. Како ќе гласате нешто што немате видено? Јас би апелирал до сите вас како пратеници, како мои колеги, да се издигнете над сето ова и да не ги гласате овие закони, затоа што вие сте бирани од тие кои што со овие закони, односно со овој закон денес тука што го разговараме, со овој закон вие ќе им наметнете 72 часа работна седмица. Вие сте избирани од истите тие луѓе на кои што денес им наметнувате со овој закон да работат 72 часа во текот на една седмица. Вие сте, колеги, бирани точно од тие луѓе. И вие сега од таа позиција на пратеници, бидејќи ве избрале, наместо да им донесете нешто добро на тие луѓе, вие им наметнувате да работат 72 часа во текот на една недела. Зарем за тоа ве избирале вашите гласачи? За тоа ли ве гласа граѓаните на последните избори? За да ги направите робови? За тоа ли ве гласа? Зашто одеа на избори? Нели ќе донесевте живот за сите? Ова е животот за сите што го донесовте. Ова е животот во овие 6 години и ево краен продукт да работат 72 часа? Тоа е животот за граѓаните што го ветувавте? Вака ли се работи за граѓаните? За тие што ве гласале? Нив им ветувавте дека ќе им донесете живот. За вас живот да, но за тие што треба да работат 72 часа, каде е животот? Без разлика на платата, работете и вие 72 часа што ќе гласате за овој закон, па после да ве видам да го гласате овој закон. Многу е лесно тука да седиме ние и да кажуваме одредени работи, но да ве видам да работите 72 часа, да работите градежни работи. Да излезете во текот на летниот период и да работите 12 часа на отворено. Тогаш да ве видам како ќе гласате за тој закон. Сега е многу лесно од тука да седите и да гласате и да зборувате се и сешто. Но да излезете и да работите 12 часа на отворени услови, тогаш ќе ви видам како е. И дали тоа е европска вредност. Бидејќи имате и средби со граѓаните, нели во периодов што измина имате средби со граѓаните, остварувате средби, нели ве гледаме по социјалните мрежи со црвените елеци, па разговарате нели со граѓаните, им нудите решенија, им нудите подобар живот. Зошто не ги прашате тие граѓани дали сакаат да работат 72 часа? Зошто не ги прашате што мислат тие за овие 72 часа што сакате да ги воведете? Зошто не ги прашувате такви работи? Зошто? Треба да ги прашате. Кога ќе ги прашате, тие отворено ќе ви кажат што мислат за ова. А мислат дека не вративте 200 години назад, не вративте во робовладетелско општество, во кое што едни се елита, а тоа сте вие, а едни се робови кои што треба да работат 72 часа. Ете таму не вративте вие со вашите европски вредности. Зборувате за европски вредности, а воведувате 72 часа работна недела. Какви европски вредности се тоа, колеги? Вас ви се обраќам, вие ќе го гласате, џабе да зборувам на владата. Владата си туркане нивна агенда и ќе си ја протурка. Кога има вакви пратеници кои што ќе ги гласат овие закони. Ќе си ги протуркаат, ќе си ги остварат провизиите, ќе си накалапат милионски суми, а вие ќе сте тие кои што ќе треба на крај да се соочите со тие граѓани.
Вие ќе се соочите, вие ќе сте етикетирани дека вие сте тие што ги донесовте овие робовладетелски односи во Република Македонија. Но вас најверојатно не ви е грижа, бидејќи ве гледам дека се подсмевате на сето ова, не ви е ни грижа за сето тоа што планирате да го направите. Нема ништо европско во ова, почитувани колеги. Ништо нема европско и не може да има европско со воведување на робовладетелски односи во Република Македонија. Ниту имало европско нешто во оваа влада, ниту ќе има. Ви благодарам.